Па вака, во однос на моменталната состојба, односно, ајде сега некако ќе ги разграничиме помалите партии кои што се дел од власта и помалите партии кои што се дел од опозицијата. Секогаш е добро да се разговара, да се споделуваат ставови, идеи и програми, особено кога станува збор за состојба на криза. Меѓутоа, доколку нема драстични промени во секторите и ресорите кои што ги водат помалите политички партии, што и да направат, тоа ќе остане незабележано од страна на граѓаните, особено кога сме во една вака енергетска криза, која што станува и финансиска криза, меѓутоа и со огромни промени во правосудниот систем. Така да, за малите политички партии од власта ова ќе делува негативно на следните парламентарни избори, затоа што знаете како, моделот ни е пропорционален, имаме 6 изборни единици и иако и по теоријата предизборното коалицирање е победничко и за помалите и за големите политички партии, сепак тоа е на краток рок. Значи на подолг временски период, односно од циклус во циклус, малите политички партии се губат. Значи тие го губат својот идентитет и всушност стануваат непрепознатливи за граѓаните. Од друга страна, пак помалите партии кои што се во опозицијата, искрено за нив, односно на следните избори, очекувам дека ќе постигнат поголем успех. Меѓутоа, за да имаме целосна промена во овој дел, неопходни ни се реформи во однос на изборната регулатива. Значи, неопходен ни е поставување на систем кој што ќе овозможи граѓаните својата волја да ја изразуваат послободно, односно да ја изразуваат на начин каде што ќе знае дека нивниот глас вреди. Во овој момент, како е моделот поставен, не секогаш гласот на граѓаните вреди, а тие тоа го знаат. Што предлагате вие? Кое е вашето мислење во однос на промената на изборниот модел? Значи, она што следниот модел треба да го реши, тоа се генерално 3 проблеми. Првиот е еднаквото вреднување на секој глас, затоа што во моментов немаме еднакво вреднување, бидејќи во некои изборни единици се станува пратеник со 6000 гласови, а во друга изборна единица со 8500. Значи, немаме еднакво вреднување на секој глас, тоа е првиот проблем. Вториот проблем е поврзувањето на пратениците со граѓаните. Тоа што имаме 20 години пропорционален модел ги оддалечи пратениците од граѓаните и оваа конекција мора повторно да се воспостави. И третиот проблем кој што треба да го реши е посоодветно регионално представување на граѓаните. Сега, по однос на моите анализи кои што се правени, значи најсоодветен модел е германскиот, кој што би требало да се прилагоди во едни македонски услови. Со тоа што овие мои сознанија се од поскромни извори, значи податоците кои што ги користам се поскромни, бидејќи за жал немаме финансирање на автохтона македонска наука, од која што ние би можеле да бидеме водечка институција во креирање на новиот модел. Меѓутоа, сепак се значајни сознанијата, значи направени се одредено истражување во соработка со Индија, нешто имам лично спроведено кратко истражување и од тука произлегува кои се потребите на граѓаните и како всушност би требало да изгледа новиот изборен модел. Значи, тој ќе им даде простор на граѓаните да гласаат за помалите партии, затоа што расположение има, затоа што сакаат да гласаат за нешто различно, сакаат да гласаат за различни ликови, сакаат да гласаат за помали партии од опозицијата, например, особено затоа што тие се попрепознатливи, можеби за некои нови движења и политички партии, значи сакаат нови ликови во политиката, меѓутоа сакаат нивниот глас да не биде изгубен. Во овој случај, како е во моментов поставен моделот, големи се шансите нивниот глас да биде изгубен и токму затоа, значи, би требало во иднина многу сериозно да размислуваме за промена на изборниот модел, меѓутоа она што е клучно, мора државата да биде носител на овој процес.
Во моментов, истражувањата кои што се прават се поддржани од организации, институции кои што не се од македонски пари. Значи, државата ја нема нигде. Министерството за правда треба да биде носител на овој процес. Секако во соработка со институција како што е овој институт кој што има институционална меморија, меѓутоа може да биде носител на овој процес. Може ли некој со што е германскиот модел? Па германскиот модел е всушност комбиниран модел, меѓутоа со пропорционален предзнак. Тоа значи дека колку ќе добијат партиите на едната листа, која што е пропорционална, толку и ќе биде крајниот состав во собранието. Меѓутоа, речиси половина од пратениците се избираат според мнозински принцип и тука ја имаме онаа поврзаност на пратениците со граѓаните. Значи, тие ќе гласаат за имиња во едниот дел, а во другиот дел ќе гласаат за политичка партија. И така е замислен моделот да имаме движење на едната листа во зависност од освоеното кое што е на мнозинскиот дел. Значи, предзнакот е пропорционален. Толку колку што ќе добие, например, бидејќи збориме за мала политичка партија, тие најверојатно нема да добијат пратеници од мнозинскиот дел, меѓутоа онолку колку што граѓани ќе гласат за нив, тие толку и ќе добијат пратеници во собранието. Значи, нема да имаме состојба како што е во моментов, например, Левица има 20 пратеници, меѓутоа по освоени гласови би требало да има некаде околу 5. Или нема да имаме состојба од 2006 каде што, например, ВМРО Народна имаше повеќе гласови, а НСДП со помалку гласови имаше поголем број на пратеници. Значи, сето ова ќе се избегне, граѓаните ќе бидат целосно охрабрени да гласат за помали партии, за нешто различно, и составот на собранието ќе биде значително сменет пред се мислејќи на квалитетот на пратениците. И ова е, знаете како, значи, дискусијата за промена на изборен модел е суштинска, затоа што не збориме само за некој процес кој што трае еден ден на 4 години. Значи, зборуваме за процесот преку кој што граѓаните го пренесуваат својот суверенитет на нивните представници кои што треба да ги застапуваат и да ги бранат нивните интереси. И токму затоа мора да го прилагодиме на граѓаните, особено што од циклус во циклус имаме се помал интерес на граѓаните да учествуваат во овој процес. Значи, во иднина може да се доведеме во ситуација да пратениците немаат легитимитет да одлучуваат за граѓаните, затоа што излезноста на последните избори беше под 52%. Така да и ова се аргументи кои што зборуваат дека сериозно треба да се размислува на оваа тема.